Во склоп на отворените денови на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, денеска градоначалникот Радко Димитровски уствари средба со директорот на оваа агенција Тони Димовски. На средбата се разговараше за новите можности кои ги нуди новата програма, како и за придобивките од отварањето земјоделски задруги во Кочанскиот регион. Се однесува на инвестиции кои што се поддржани преку мерките за поддршка на рурална инфраструктура и каде што можам да известам дека општина Кочани е корисник, односно е поддржана со два проекта кои што се однесуваат на реконструкција на селски улици и проектот е во висина практично некаде од 10 милиони денари, со што всушност се работи за санација на селски улици, но исто така и пристап до излетнички места. Поразговаравме и за тоа што е предвидено со наредниот повик, што треба да направиме за да се подготвиме да бидат прифатени нашите апликации. Разговаравме за една тема која што е од поодамна, кој што е државен проект, меѓутоа е битен за општината Кочани. Тоа е поддршката за водоснабдување кој што го имаат како агенција, а во склопот на оваа нивна програма е распишаниот тендер за забраната Оризарска река, односно пристапниот пат. Добивме уверување дека не само оваа година што помина 2013, не 2014, туку дека браната Оризарска река, односно водоснабдувањето на двете општини Кочани и Виница преку оваа програма ќе биде поддржана и во наредниот период од 4 години, односно до како е проектирано целокупното нивно буџетирање во наредниот период. За таа цел во Кочани денеска беше отворена канцеларија на агенцијата, во која земјоделците во иднина најбрзо ќе можат да ги добијат сите потребни информации за нивното работење. Сегде кај што имаме услови, ќе отстапуваме простор за Агенцијата за финансиска поддршка во руралниот развој во земјоделството, се со цел зголемување и подобрување на соработката со оваа агенција. Но тоа ќе допринесе бенефит за земјоделците. Со едно влегување земјоделецот ќе може да добие информации, како на пример калибарот за ИПАРД програма. Ќе добие информации од кога започнува ИПАРД програмата, додека од нашата агенција ќе може да биде изготвен деловен план за без никаква финансиска надокнада, која што ќе биде препратена до Агенцијата за финансиска поддршка. Во исто време ќе може да добие стручен совет околу неговото земјоделско стопанство, како да го подобри или како да го зголеми производството. Новитет во програмата е тоа што во тек се земјоделските трибини кои се одржуваат секојдневно во општините Зрновци и Чешиново Облешево, на кои земјоделците може да ги истекнат поплаките и жалбите во однос на земјоделското производство, како и за сите нивни придобивки и недостатоци.